пинг-понг меѓу институциите околу сомнежите за трговија со лични податоци, но и за тоа дали има корупција при набавката на опремата за дигитализација на матичните книги. Министерот за внатрешни работи контра наводите на антикорупцијска тврди дека такво нешто не постои. Тоа не може да стане збор за некакво масовно злоупотребување на податоци или пак тенденција на некакво зголемување. Така да тоа што се постапува од аспект на политичкото работење и понатаму и јавното обвинителство не е број на случаи кои што може да не алармира дека такво нешто се случува. Дополнително знаете дека постои посебна агенција за заштита на личните податоци и тука сите институции кои што постапуваат со личните податоци има посебни правила, прописи и процедури на основа на кои што се постапува. Откако антикорупционерите го разгледале извештајот од Агенцијата за заштита на лични податоци, фрлија сомнеш дека има сериозни пропусти при складирањето на податоците од матичната евиденција на граѓаните. И не само за трговија со податоци. Антикорупцијско уште пред 2 години оформи предмет за наводна тендерска корупција при набавка на опрема за дигитализација на матичните книги. При крајот на 2022 Управата за финансиска полиција поднесе кривични пријави против раководител во Управата за водење на матични книги, вработен во истата управа, како и против сопственикот и управителот на фирмата Новатек ИНВ, која го доби тендерот за дигитализација вреден половина милион евра. Од финансиска полиција денеска за Алфа вела дека ја завршиле предистражната постапка уште пред нова година, а за подетални информации не упатија до обвинителството. Што понатаму се случува со сомнежите на антикорупцијска и финансиска полиција, обвинителството не дава одговор. Најпрво во телефонски разговор за Алфа одговорија дека наводната трговија со матичните книги е друг предмет, не се однесува на предметот за тендерската документација. Според портпаролката на ОЈО, таков предмет не постои бидејќи е донесена резолуција во која навеле дека нема простор за обвинителско постапување. Откако Алфа се обиде да добие на писмено одговор од ОЈО дека тие воопшто не постапуваа за спорниот тендер од половина милион евра, одговорот беше дека тоа не е можно, бидејќи обвинителката била на одмор. Антикорупцијска комисија вчера обзнани дека при дигитализацијата на податоците за умрени, родени и венчани постои простор тие да се злоупотребени и да е тргувано со нив.